минути вие најавуваме втората самостојна изложба на основачот на Плакат и на Скопје Постер фестивал. Ласе Трипков во нашата студија. Добре утро, добре дојдовте. Добре. Кога стана збор за самостојна изложба и тоа втора, одма мора да се запрашаме кога, каде и што се те видиме на исто. 17 ноември во 20 часот се отвара мојата втора самостојна изложба на Плакати. Првата изложба ја правев пред отприлика 9 години во Варшава. Морам да признам дека постојано во изминативе 10 години, бидејќи тој е циклусот кој што го опфаќа изложбата, работев некаде во позадина одредени визуални решенија, односно плакати за потребите на клиентите, на фестивалите, на театрите, меѓутоа никогаш немав потреба да го презентирам тој и да го покажам, поради тоа што комплетно бев фокусиран на другите активности на Сдруженијето на графички дизајнери на Плакат. Така да после 10 години паралелно со работењето на Скопје Постер, а во исто време и периодот од кога почнувам да работам како доцент предавач во прво време на ФОН универзитетот, сега и во Црна Гора. Некако во целата таа еуфорија и преголем ангажман на активности се решив и да го обележам на некој начин и тој јубилеј од моето враќање во Македонија и да го заокружам со еден циклус на плакати од културен карактер, социјален карактер, има филмски, има театарски плакати, идеолошки, да го заокружам и да го презентирам пред македонската јавност, да може да погледнат што е тоа што човекот кој што стои позади тоа Сдружение на графички дизајнери уствари го работи, начинот на кој што се бори и тоа го презентира. Реално самиот го представува. Кога стана збор за изложба, вообичаено се вршуваме онака концепцијски како самиот автор ја осмислува. Освен што сте автор на сите тие дела, има ли нешто што се провлекува или ги обединува сите? Па, јас иначе плакатот го засакав некаде на една самостојна изложба на еден полски артист во Софија. Додека бев студент во Македонија, имав можност да посетам таа изложба во Бугарија. Јас едноставно се заљубив во полскиот плакат како стил, како уметност. Идејата ми беше дека еден ден јас ќе аплицирам на таа академија каде што тој професор и таму и предава. Така да се она што го работев во тој период додека студирав во Македонија беше буквално да обезбедам на некој начин стипендија или можност да заминам во Варшава. Тоа се случи после година дена упорно праќање документи и слично. Она што го научив таму како искуство и го стекнав е дека плакатот е уметничко дело, односно дека плакатот е артефакт. Плакатот настанува и има одреден историски контекст кој што се провлекува низ времето. Меѓутоа најбитната работа на плакатот е дека тој е улична уметност. Значи тој мора да функционира одлично надвор на улица како и во музеј. Така да имав можност да учам од професори буквално за сите сегменти кои што го опфаќаат плакатот и сите оние детали кои што се многу битни во однос на естетиката, па дури и тоа дека одреден плакат мора да го посолиш и да го залибереш на свој начин како јадењето, за да може да има одредена естетика и одредена комуникација која што ќе те представува на некој начин тебе. Да, во контекст на вашето прашање, секогаш се трудам моите плакати да ја пренесуваат таа уметничка естетика, бидејќи плакатот сам по себе е артефакт. Тоа е единственото визуално нешто кое што останува запамтено во текот на времето и ние цело време за она што дискутираме во минатото дискутираме за некои културни или ликовни обележја кои што обележале одреден период од векот. Каде е местото на плакатот како медиум и како уметничко дело во еден современ комерцијализиран свет во кој што можеби приматот го зема интернетот, телевизијата, видеото, и колку правите своевиден компромис меѓу она што треба да значи пренесување на информација кога се работи за плакат, за настан, за манифестација или за било што, и она што треба да значи уметничка вредност? Плакатот сам по себе прво е одредена комуникација, значи тој мора да пренесува одредена порака на најдобар можен начин за побрзо да допре до одредена публика. Така да плакатот сам по себе ги носи тие атрибути, меѓутоа она што е многу битно е начинот на кој што тој знак, односно таа визуална комуникација се синтетизира, во порака.
Така да тука е истрајноста цело време и начинот на барање на тие визуелни решенија, кои што јас секогаш се трудам на некој начин на моите студенти, без разлика дали тука или во Црна Гора, да го пренесам како знаење и дополнително да ги мотивирам. Показател во однос на целата таа работа е само символиката која што се повторува. Знаете, во денешно време, како што кажавте и самата, ние имаме премногу информации кои што го фаќаат буквално нашиот сегмент на живење. Сега ние во тој свет на толку моќно богато информатичко општество и глобално село, многу е тешко да се бориме со таа символика. Само истрајните успеваат и плакатот може тоа да го придонесе, заради тоа што во денешно време ние пратиме постојано континуитет на појавата на плакатот и на неговата форма. Пример, билбордите, интернетот се, анимациите, веб анимациите и слично, меѓутоа основата е тоа, начинот на кој што ќе се пренесе побрзо пораката, а публиката ќе има време, односно доволно време само од 3 секунди за да може да ја прифати и да ја прими. Така да тие се основните некои постулати со кои што секој дизајнер буквално треба да се бори, а при тоа да се заборава дека артизмот е многу битна компонента, бидејќи артизмот и на целата таа комерцијална вредност, ние пратиме примери, да речеме, легендарните плакати на Пирели, да речеме, или на Мишелин, се настанати во време кога сами дизајнери, уметници, ликовни артисти ги имаат работено, ги имаат создадено со тоа што поставиле одредено ниво на комуникација, кој што е минимумот, уствари оптимумот, по кој навистина не смееме да се движиме. Кога зборуваме за плакатите, постелите, за вас како личност, неминуно го спомнуваме плакат со наведен сигничекор, меѓутоа успешно го освојува полека светот. Истанбул, Њујорк, Варшава, што е следен предизвик? Дубај, Цирих, Прага. Имаме со плакат имаме можеби поминато нега околу 20 на градови, на кои што навистина е многу тешко за и сами да присуствуваме таму, за да видиме како тоа изгледа. Меѓутоа основата на плакат, значи по моето враќање во Македонија од Полска, се трудев на некој начин да го искористам тоа искуство кое што го стекнав таму и контактите со луѓето, да го пренесам тука и да помогнам во промоција на естетиката и на одредени дизајн вредности во Македонија. Така да во 2007 година го основав плакат, заедно со мојот пријател со кој што заедно студиравме од Прага, значи плакат практички е здружение кое што е формирано и со надворешни сили на некој начин, така да членуваат поголем дел од графичките дизајнери во Македонија. Идејата беше да се промовираат буквално тие артистички вредности во дизајнот, не само плакатот како визуелно решение, него буквално сите оние кои што работат во сегментот на адвертајзинг и на дизајн да може да инсистираат на промовирање на богати културни вредности, бидејќи културата и артефактите, односно дизајнот, го обликува самото општество и тоа е единствено нешто кое што останува да се следи. Плакат во 2008 година го организираше првиот меѓународен студентски конкурс на плакат, веќе сега ќе се одржува и 7-миот меѓународен студентски конкурс на плакат, така да интересот е се поголем, меѓутоа она што е најбитно во однос на нашето здружение, кое што е прво во регионот и во југоисточна Европа од тој карактер, е што ние почнавме да работиме на промоција на студентите. Покрај тоа што создадовме можност и простор како и поле за соработка меѓу македонските студенти, веќе една изложба не е доволна да се организира на крај на година, ние одлучивме секоја година да организираме караван патувачки. Значи ги собираме најдобрите плакати кои што ги пуштаме на одредени локации, односно музеи и институции со кои што имаме соработка, да може да ги погледат и на друго место. Во исто време и нашите студенти, како и останатите студенти, да имаат можност за своја промоција или размена на идеи и искуство. Во најава е 7-то издание на Скопје Постер фестивалот, до каде се подготовките, што може да очекуваме од ова 7-то издание? Темата на овогодинешната манифестација е дизајн за мир. Морам да признаам дека баш вчера наполнет заврши и конкурсот, односно пријавувањето. Пристигна многу плакати и искрено имаме побарување уште да студентите да завршат, да може да достават дополнителни решенија, меѓутоа ние се трудиме да ги почитуваме секогаш роковите, бидејќи во дизајнот рокот е многу битен кој што треба да се почитува, така да
Вчера исто во образовниот центар Визија работевме мини работилница со дечиња од различни етнички групи од 8 до 11 години, кои што дизајнира, односно креира пораки за мир. Работеа многу интересни цртежи и креира маечки. А исто така повикавме и група на македонски дизајнери, кои што на некој начин сакавме не да ги конфронтираме, меѓутоа да ги ставиме во позиција да седат и да размислуваат и да разговараат со децата заедно. Идејата на тој проект е дизајнерите да бидат инспирирани од делата на децата и да создадат и да ги развијат нивните концепти, односно да создадат паралела помеѓу едноставноста и чистината на детската идеја versus идејата на дизајнерот и како може тоа да го обликува понатак и да го пренесам. Морам да кажам дека како и секогаш многу пријатно сум изненадан од работата на децата и страшно многу ме инспирира, заради тоа што нивната едноставност е просто неверојатно и многу е тешко да се опише. Тоа е нешто што и најголемите уметници се стремеле да го постигнат кроз животот, меѓутоа не успеат. Така да мислам дека имаме многу инспиративни дела и барем од комуникацијата со дизајнерите вчера на средбата видов дека постои страшно голем инпут кај нив за работа, нешто што е многу битно. Тоа е идејата на плакат. Едноставно тоа е идејата на меѓународниот студентски конкурс на плакат Скопје да го постави на мапата на светот и да го презентира како фактор, глобален фактор кој помага во решавање на одредени процеси кои што се многу битни за човештвото. И многу ми е драго дека кога ќе отидеме надвор, буквално не препознаваат како здружение, односно не препознаваат како асоциација, која истрено чекори на тој пат и бројот на пристигнати плакати, мислам секоја година се зголемува. Ние може би имаме и најголема архива на Балканот на студентски плакати кои што понатака прераснуваат во професионални дела. Сето оно што се заслучува на Скопје Пустер фестивалот ќе го најавиме дополнително, стартува на 5 декември, а во меѓувреме до тогаш ќе уживаме од понеделник до 30 ноември во вашата изложба во МКЦ која што се отвора токму на 17. Отворена покана за сите да ја посетат. Отворена покана, апсолутно ги поканувам вашите гледачи да дојдат да посетат изложбата. Покрај плакатот подготвуваме едно мало изненадување, односно пробам новата технологија да ја поврзам со атрибутот, односно со сурогатот плакат, поради зголемување на интеракција и на комуникација, буквално тој информацијски аспект кој што и вие го спомнавте. Така да се надам дека ќе имат публиката ќе има можност буквално и да на некој начин да ужива во делата кои што се создадени таму, а од друга страна и да може интерактивно да се забавува и да го подобро и полесно да го свати тој концепт на артистичките вредности и постулати на плакатот. Благодарам што извоевте време да бидете дојдете така во Македонија ово утро. Имајте убав викенд и успешен старт на изложбата на 17. Благодарам и на вас исто. Овие понатаму.